Медиумските работници во Газа истовремено се борат за вистината и за животот. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر. Од 7 октомври до сега во Газа загинаа најмалку 51 новинар, воглавно палестинци, бидејќи странските новинари не можат да влезат во Газа. Стравуваат дека поради изнесувањето на вистината од Газа ќе станат мета на директни израелски напади. These are the equipments for a journalist that got murdered by the Israeli forces, so no matter if you're wearing them or not, you get killed. Нивното известување стана практично невозможно, бидејќи во израелските удари потполно или делумно се уништени повеќе од 50 редакции. This place was my office, my second home. Now it's destroyed. All my memories with all my equipment, with all my work. Скратени им се и основните средства за работа. We don't have any area for journalists to work from. Like we are now mobilizing in Al Shifa Hospital. We sit on the floor, we edit on the floor. We don't have chargers, we don't have cables, we don't have internet access. А цел се исто така и нивните семејства и домови. Репортерот на телевизијата Палестина Мохамед Абу Хатаб убиен е во директно бомбардирање на неговиот дом половина час по последното јавување во живо. Вака реагираше неговиот колега. لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات إنها مجرد شعارات نرتديها فقط هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق لا تحمل هذه. Убиен е заедно со 11 членови на потесното семејство. شو ذنبه محمد؟ كون انه مراسل مثلا لتلفزيون فلسطين. Веста за смртта на сопругата, двете деца, внукот и уште 8 членови на потесното семејство во текот на јавувањето во живо, прими и репортерот на Ал Џазира Ваел Ал Дадух. Убиени се при израелското бомбардирање на нивното засолниште. Ал Дадух веднаш наредниот ден продолжи со известување. من واجبي رغم الوجع ورغم الجرح النازف أن أعود سريعا وألتقيكم من خلال عدسة الكاميرا. И другите медиумски работници кои се соочија со губитоци на семејствата и колегите продолжија со работа, посветени на документирањето на израелските злосторства во Газа. Но додека тоа го работат, добиваат директни закани со потенцирање дека е познато каде се движат. They called us to evacuate now. I have no clue we're going. Everyone in the building is running. So, I will stay away from the north of the strip. Why? Ова се граѓани новинари. Пред војната тие беа креатори на содржини за социјални мрежи, а сега станаа гласот на Палестина. И покрај ризикувањето на животите, настојуваат да го зачуваат отворен прозорецот преку кој вистината излегува од Газа, бидејќи поради убиството на новинари, Газа би можела да остане без медиумско покривање. I'm trying to cover some news. The situation is only getting more difficult every minute that passes. They bombed the door of the hospital. They bombed. I've been there before 2 minutes. It could be me. It was just like a street far from the airstrike. Who knows? Next time, will I make it or? Канцеларијата за медиуми на владата на Палестина повика на заштита на новинари и медиумските работници во појасот Газа, додека Израел одбива да ја даде таа гаранција. Периодот од 7 октомври наваму се најсмртоносните денови за новинарите кои го следат судирот во Газа во последните 30 години, извести одговорот за заштита на новинари со седиште во Њујорк. Репортери без граници побара од меѓународниот кривичен суд во Хаг да го истражи убиството на новинарите. Меѓу уапсените е и снимателот на Терете и покрај поседувањето на прескартичката која ја издаде Израел.